Представници од вечера имаме и представничка на Истарската жупанија, на времето имавме и цел совет на се надеваме дека пак ќе биде тоа. Како во најдобри времења, кога тука се случува вакви собери и кога биле обединети на едно место нашите македонци, не нема многу во Истра, нема околу 500, мораме да сториме се со вакви манифестации пак да се поврзат нашите гангли македонски и да правиме вакви настани каде што ќе бидеме место на отпорот против сето она што е против Македонија, против македонската култура, македонската историја, македонскиот јазик. Ние тоа го правиме секој во својот атар, да речам така, меѓутоа посилни сме кога тоа го правиме заедно. Тоа се види и вечерва на отворањето на изложбата на Милан Джинго, а еве и вечерва и на ова место каде што се сите наши татковци, повеќето, речиси сите, се убиени низ историскиот, најдраматичниот историски период, убиени се од нашите непријатели. Тоа се наши татковци, поради кои македонскиот народ остана сирак. И до ден денес се влечат тие болки и проблеми. Значи, кога со нашиот ментор и идеен зачетник на многу нешта, Теон Джинго, размислувавме за годинашнава манифестација, апсолутно немаше дилема, особено кога се понуди и нашиот автор Милан Джинго да ги стави сите тие слики во од оваа изложба која имаше голем успех во Македонија, да ги стави во колата и да ги донесе, немаше никаква дилема дека треба тоа тука да го направиме. И добивме сигнали од нашите членови од нашата македонска заедница дека тука е местото и така и заврши. На вистинското место сме. Јас нема да должам повеќе, среќен сум. Ако нешто значи мојата среќа, среќен сум што сме така заедно пак. И тоа ќе има одглас и во овие институции кои ги финансираат нашите програми, зашто тие со години правеа напори ние да се обединиме повторно да бидеме заедно. Па ако тие го прават тоа, мислам дека на нас останува само тоа да го реализираме. Еве сега предлагам да почнеме како и горе со еден благослов кој ќе биде благослов за се ова што ние го посакуваме. Македонски народ, како што ги почитуваме сите обичаи, пред се верата, нашите баби и татковци секогаш не учеле секоја работа треба да се почне со молитва, со благослов. Денес код ова место благодарност на сите пред се, на организаторот, на авторите, за поканата и за чувството дека кога сме заедно и кога сме со Бога, поготово кога сме со Бога, никој кој да е против нас не може да биде поселен од нас. Така, уште еднаш голема благодарност, нема да должам многу, само ќе ја прочитам молитвата да се помолиме и потоа ќе се продолжи со програмата. Господи Исусе Христе, Сине Божи, Ти што доброволно го прими крстот за спасение на човечкиот род, погледни милостиво на нас, Твоите слуги, и испрати го Твојот благослов врз оваа дело, кое е посветено на нашите татковци. Нека преку оваа изложба се прослави Твоето име, нека се зацврсти верата во срцето на луѓето и нека се обнови љубовта кон Тебе и кон нашите ближни. Дај ни мудрост, смирение и сила да го носиме нашиот крст со трпение и надеж и соживот и да го следиме Твојот пат кон вечноста, зашто Ти си патот и вистината и животот и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Дозволите ми да дадам збор. Директорка на Македонскиот културен центар во Загреб, и тоа е една многу важна функција, ни донесе здив на еден позитива, на еден напор за културна дипломатија. Сака тоа да го формулира така и така го доживуваме, затоа што се гледа веќе од ова кратка фаза на незиниот престој колку убави и важни работи се случуваат во културниот центар. Меѓутоа,
во овој момент не е место да зборувам за сите други димензии на нејзината личност како автор и како ангажиран јавен деец, но важно е во овој момент поради тоа што минатата година, ако не се лажам, ја отвори ова изложба во Македонската академија на науките и уметностите и сигурно има што да ни каже. Благодарам. Добро вечер на сите, почитувани пријатели. Навистина ми представува едно посебно задоволство, бидејќи во Загреб, како што рече Алдо, сум веќе една година како директорка на Македонскиот културно-информативен центар и овде гледам многу познати лица и можеби скоро сите, 90%. И за мене тоа е една сатисфакција дека ете сме успеале заеднички да соработуваме, да правиме проекти во кои што сте учествувале сите вие, а тоа е една од мисиите на Македонскиот културно-информативен центар, секогаш заеднички да ја промовираме богатата македонска култура, како што сме вечерва и овие денови овде гости на Македонскиот културен форум, на почитуваниот Алзо Климан. Чест и задоволството ми се уште поголеми затоа што не сум прв пат поканета како гостинка. Јас кај Алдо доаѓав и предходно и предходните години и тогаш таа чест ми беше уште поголема. Значи не со функција, него едноставно со експертизата и со тоа што можев да придонесам на неговите научни собери кои што ги организира на едно навистина високо ниво. Изложбата, како што рече Алдо, исто така ми еден предизвик, затоа што е овде во Загреб, оваа изложба Лица на револуцијата, бидејќи во 2023 година на иницијатива на господинот Димитар Тајковски и на Душко Апостоловски ја поставивме оваа изложба за прв пат во Македонската академија на науките и уметностите. Тука со нас е уште еден од промоторите, академик Љупчо Коцарев. Сакам и него посебно да го поздравам. Најпрво да му се заблагодарам за 2023 година, кога несебично и срдечно ни ги отвори вратите на Македонската академија на науките и уметностите и каде што ја поставивме оваа ексклузивна изложба, која што потоа беше патувачка, помина низ многу градови во Македонија, а еве сега задоволството да биде уште поголемо, изложбата е во Хрватска и овде во Пула. Да не должам премногу, бидејќи ова е навистина една исклучително важна изложба и сепак сакам да прочитам нешто во однос на самата изложба, факти кои што се навистина значајни за истата. Историските изложби како настани секогаш се издвојуваат, нудејќи поглед по минатото, кој не е само длабински, просветлувачки, туку и најчесто провокативен, возбудлив и ексклузивен. Лица на револуцијата, натрешната македонска револуционерна организација низ фотографии 1893-1934 година е токму една таква предизвикувачка изложба, чија ексклузивност по однос на собраниот материјал ја повикува публиката на една нова, восхитувачка и долго очекувана средба. Во јадрото на изложбата лежи ризница од досега необјавени фотографии на македонски револуционери кои го чекале својот момент да се разбудат од заспаноста на времето. Старите фотографии не подсетуваат и сведочат за значењето и зачувувањето на историјата, како и за приказните што се наоѓаат во секоја рамка и се дел од колективната меморија. Така сите вие, како посетители, штом ќе зачекорите низ изложбениот салон, ќе тргнете на патување низ минатото, каде што лицата кои обликувале судбината на македонскиот народ визуелно ќе оживеат токму пред нашите очи. Тоа е предизвик кој несомнено ќе остави неизбрижлива трага кај сите кои што имале досега привилегија и сите вие кои што имате сега привилегија да присуствувате на една ваква посакувана средба, бидејќи единствено на тој начин
ќе се поврзат и ќе се поврземе сите ние со самата суштина на визуелно раскажаната историја на Македонија. Изложените портрети не се само историски артефакти. Тие се цел микроуниверзум во срцата и умовите на оние кои го посветија својот живот за македонската кауза. Овие фотографии долго време беа скриени, познати само на неколкумина избраници, а нивната појава во јавноста е значајна во областа на зачувување на историската граѓа. Овие фотографии не само што им даваат на научниците и историчарите свежи сознанија, туку нудат и пред пошироката јавност шанса за непосредно поврзување со историјата на својот народ. Изложбата содржи оригинални фотографии, индивидуални и групни портрети, прикажувајќи ги револуционерите од различни движења и струи во рамките на македонското револуционерно движење. Изборот од 40 на стари фотографии, внимателно собирани и представени со почит, нуди уникатен поглед во животите и приказните на дел од македонските револуционери. Тоа се фотографии од најраните денови на борбата, преку Илинденското востание од 1903 година, па се до постилинденскиот период, кои што сликовито ја доловуваат суштината на еден бурен дел од македонската историја. Она што ја прави оваа изложба на вистина уникатна, не е само квалитетот и реткоста на фотографиите, туку фактот што од формирањето на македонската држава до денес никогаш не била организирана изложба на оригинални фотографии од Илинденската епопеја. Лица на револуцијата пробива нови терени, откривајќи ризница на историски слики кои долго време останале скриени од очите на јавноста. Како што кажав и на самиот почеток и сега повторно сакам да потенцирам дека значењето на изложбата Лица на револуцијата лежи во мигот на низиното премиерно поставување, кое што беше во Ману, а тоа беше по повод 3 монументални јубилеи во македонската историја. Со одбележувањето на овие историски јубилеи, значени за Македонија и за македонскиот народ, јасно можеме да ја воочиме неизбежната поврзаност помеѓу памтењето и идентитетот. Тоа беа 120 години од смртта на великанот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев, визијата на илинденците дека во срцето на Балканот, во Европа, треба да се создаде република, како и 130 години од основањето на внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа се историски точки кои пулсираат во идентитетското тхиво на македонецот. Изложбата Лица на револуцијата е еден од начините на културен и на уметнички план да се остави уште еден творечки потпис врз дела и настани кои ќе ја посочат и потврдат долгата и длабока линија на македонскиот идентитет на македонска почва, кои се едни од клучните историски точки кои пулсираат токму во ткивото на македонецот. Оваа изложба немаше да имаме пред нас и немаше да може да ја види толку голем број на публика, доколку ја немавме колекционерската посветеност на Димера Тајковски и Душко Апостоловски, автори на изложбата. Вечерва со нас е Димера Тајковски, кои што се исклучителни колекционери, без чија професионалност, страст за историјата и фотографијата, педантност и работа во текот на една деценија, немаше да имаме можност да бидеме сведоци на оваа богата ризница на ретки и невидени фотографии, кои ги доловуваат лицата и приказните на дел од македонските револуционери, кои одиграле клучна улога во обликувањето на македонската држава. Со оваа изложба се пренесува уште една исклучително значајна порака за македонската и меѓународната публика, како и меѓу научната јавност, чиј интерес на истражување и проучување е токму периодот на револуционерните движења и борбата за слобода на македонскиот народ од крајот на 19-тиот и првата половина на 20-тиот век. Изложбата Лица на револуцијата е еден од начините на културен и на уметнички план да оставиме уште еден творечки потпис врз дела и настани кои ќе ја посочат и потврдат длабоката линија на македонскиот идентитет.
Токму културата и уметноста имаат огромно значење во одбраната на одреден културен идентитет. Тие во себе го акумулираат запаметениот многовековен материјал и преку своите изразни творечки форми го манифестираат во даден момент. Од друга страна, се оно што во дадениот момент се презентира на културен и уметнички план, со текот на времето продира длабоко во сферата на паметењето и прераснува во драгоцен материјал за некои идни културни остварувања. Значи, паметењето го обезбедува континуитетот на едно културно и уметничко обстојување на одредена заедница, а со тоа ги потврдува и идентитетските обележја на таа заедница. Затоа, како заклучок би рекла, следува дека културата и уметноста го чуваат и потврдуваат идентитетот. Ова наликува на одредена, безценета и бесконечна културолошка идентитетска порака, која се пренесува од генерација на генерација, за која секоја сегашност е само кратка, моментна и минорна пречка, а целта е јасно лоцирана во бескрајноста на иднината. Искрено се радувам дека ќе уживате во овие фотографии, ќе ви треба малку повеќе време да бидете заедно со лицата на револуцијата. Му благодарам на Димера Тајковски за оваа изложба и го поздравувам Душко Апостоловски, кој што не е вечерва со нас. Направивте едно огромно дело, една исклучително важна изложба и се надевам дека во иднина ќе имам прилика и повторно ќе ми биде дадена довербата заеднички да направиме некоја нова изложба која што ќе остане запаметена. А сега мислам дека Диме многу повеќе и подобро ќе може да зборува за својата изложба, но благодарам на довербата што ми Јас си благодарам на директорката Мими Ѓорговска Илиевска за убавото представување и темелното представување, можам да кажам. Веќе кога сме кај благодарностите, сакам да упатам огромна благодарност до господинот Алдо Климан и до Македонскиот културен форум овде во Пула, затоа што направија напори да оваа важна изложба за македонската историја да ја донесеме во Република Хрватска или да извеземе надвор од границите на Македонија, секаде онаму каде што живеат македонци. И токму целта на оваа изложба е да допре буквално до секој македонец каде што можеме и умееме ние да го направиме тоа како организатори. А кога сме веќе кај организаторите на оваа изложба овде во Советот на малцинствата во градот Пула, морам да им се заблагодарам на мојата верна екипа, можам да кажам во моментот, се разбира драги колеги, драги пријатели од Македонија, кои што заедно со господинот Климан активно работат веќе подолг временски период овде во градот Пула по однос на презентација на оно што е македонско надвор од границите на Македонија и огромна благодарност зошто ја имаме оваа изложба овде во Хрватска и му патувам на господинот Милан Джинго, Теон Джинго и Леон Джинго, кои што заедно со мене и заедно со Алдо се потрудивме да ова изгледа вака вечерва како што изгледа. На моје големо изненадување, јас го поздравувам и господинот Орце, кој што е наш македонец овде во Хрватска, воочи практично председателот на Советот, кој што изрази желба да изложбата Лица на револуцијата остане подолг временски период во Република Хрватска и верувам дека сите оние кои што вечерва сте малку уморени и немате време да ја прошетате целата и темелно да ја изанализирате, сепак до јуни 2026 година се договоривме изложбата да остане на територијата на Хрватска, не само во градот Пула, туку да прошета и во повеќе места низ Хрватска, така што поголем број на македонци ќе имаат можност да ја видат и да другаруваат со овие лица на револуцијата. Исто така морам да искажам голема благодарност и од мене лично кон вас, меѓутоа и од другиот колекционер, Душко Апостоловски, кој што моментално живее и работи во градот Сиднеј во Австралија и токму далечината го спречи и обврските кои што ги има таму да дојде и заеднички да ја презентираме оваа изложба. Јас искрено го поздравувам Душко
и верувам дека со истиот дух и со истиот ентузијазам ќе продолжиме и во иднина да го правиме она што најдобро умееме и знаеме да го правиме. А тоа е да ја вратиме македонската историја од сите соседни држави и од сите краишта, каде што едно парче барем е излезено надвор, да го вратиме онаму каде што припаѓа, а тоа е на територијата на Македонија. Затоа што за нас сите овие фотографии се парчиња од еден мозаик наречен Македонија и верувајте, сите овие парчиња имаат место и треба да имаат институционално место во Македонија. Целта ни е да го постигнеме тоа. Доколку не ги заинтересираме македонските институции, ние како ентузијасти и како индивидуалци, дека ова треба да е дел од колективното наше, а не од индивидуалното на Диме, на Алдо, на Мими или на Душко, тогаш ние сме ја постигнале целта. Зошто е ова битно? Многу луѓе во Македонија ќе навлезат со предрасуди кон македонската историја, притоа не познавајќи ја македонската историја. Куриозитетот на оваа изложба е што од 1945 година, од формирањето на македонската држава, па се до официјалното отворање на изложбата во Македонската академија на науките и уметностите, за прв пат во македонската историја ние изложуваме оригинални фотографии од Илинденската епопеја, од предилинденскиот период, илинденскиот период и постилинденскиот период. Практично за време на постоењето на Македонската револуционерна организација од 1893 година до 1934 година. Овде, овие личности што ќе ги видите, ќе можете и индивидуално да се запознаете со нив и на социјалните мрежи, меѓутоа и на интернет пребарувачите. По однос на деталните нивни биографии, сите од нив имаат трагична историја. И сите од нив, ретко кој од нив преживеал и умрел од природна смрт. Дори на фотографиите ќе ги видите и нивните мртви тела. Имаме и такви фотографии. Имаме и документарна фотографија. Можете да го следите, па и модниот тренд кај некој од нив, во зависност од тоа како течеле и се развивале нивните животи. Така што оваа изложба можеме ние да гледаме од повеќе аспекти. Меѓутоа, она што е значено, што оваа изложба ги обединува сите струења во македонското револуционерно движење. Она што луѓето, историчарите, па и познавачите на историјата ќе кажат, да, ние ги предпочитаме левите можеби, или десните беа забранети за време на Југославија, па ете, некако скудно, срамежливо ги споменувавме нивните имиња. Меѓутоа, денес во вака отворен простор, каде што живееме и работиме, каде што сите информации ни се достапни, ние апсолутно направивме еден спој од сите струења и сите профили на личности кои што припаѓале на различните групации во македонското револуционерно движење. И тоа е она што ја прави изложбата уникатна. Нема да должам понатаму, верувам дека ќе имаме можност и по ова официјално отворање да разговараме на оваа тема за сите оние кои што се заинтересирани. Јас само ќе кажам дека Лица на револуцијата е првиот дел од изложбата која што ние од проектот кој што ние го припремаме. Јас ќе изненадам дека во 2026 година ќе следи втор дел од оваа изложба, затоа што и јас и Душко од 2023 па до 2026 година, можам да кажам до денеска, навистина собравме огромен фонд на оригинална фотографија. Не само територијата на Македонија, туку и од територијата на Грција, Бугарија, Република Турција, па и целиот Балкан, па и онаму каде што фотографијата била пратена. Така што, она што ќе следи во иднина е уште поголема изложба од оваа која што имавме. Во договор сме со Музеот на македонската борба во Скопје, така што ќе дадеме веќе и еден институционален карактер. Не дека Македонската академија на науките и уметностите не даде институционален карактер, тука и академик Љупчо Коцарев го поздравувам искрено и тој беше еден од ентузијастите кој што како председател на МАНУ се нафати да го реализира овој проект во едни тешки времиња, политички времиња во Македонија. Меѓутоа, јас сум уверен дека оваа изложба и она што ние го работиме припаѓа на институциите и генерално таму им е местото на овие фотографии. Вие овде ќе видите 40 репродукции. Сепак ова не се оригиналните фотографии, затоа што голем дел од оригиналите кои што ние ги прикажавме на отварањето во МАНУ
затоа што сакавме публиката да биде оригинал карт де визит или кабинет портрет на оние фотографии, еве би рекол, кои што во тоа време флуктуираат низ целата територија на Османлиска Македонија, крајот на 19 век и почеток на 20 век. Меѓутоа се обидовме, благодарение на Роберт Јанкуловски, Македонскиот центар на фотографија, овие фотографии да добијат навистина еден убав оригинален лик, за да можеме поблизу да им се доближиме на овие лица на револуцијата. Сите овие фотографии, сите овие личности во рамките имаат своја собствена историја, по однос лична историја нивна и на земјата од која што се родени, потекнуваат и го дале свој живот, а тоа е Македонија. И јас верувам дека она што ќе го направиме во иднина ќе биде заокружување и на лица на револуцијата и револуцијата во кадар. Тоа е оној труд кој што го имам кај Алдо, кој што ќе го презентирам задутре, така што ви уверувам дека навистина ентузијазмот е оној кој што не поттикнува, ентузијазмот е оној кој што не храни и токму тој ентузијазам верувам дека ќе направи некакви поместувања во Македонија пред се институционални за државата да обрне многу поголемо влијание по однос на тоа што значи наука. Овие фотографии не се битни само за македонската историја, туку се битни во еден поширок општествен, историски, културолошки контекст. И токму тоа е нашата цел, да придонесеме и во историската наука, меѓу и во културата и така натаму, затоа што сите овие личности, покрај тоа што се родени, живееле на територијата на Македонија, сепак работеле и во дел од суседните држави. Така што интересот е многу поголем отколку што ние мислиме и ние сметаме дека она што го правиме навистина треба да има една поголема димензија отколку државна. Јас ви благодарам многу за вашето присуство. И ве поканувам на една закуска, благодарност и до Советот на македонското малцинство. Советот се разбира и до господинот Алдо. Имаме можност да разговараме и се разбира, јас ви посакувам многу успешни проекти овде во Истра и благодарност уште еднаш до Мими за убавата презентација и за убавиот текст, и јас верувам дека ќе имаме можност да она што е најдоброто од Македонија да го донесеме во Хрватска, не само за вас како македонско малцинство, туку и за хрватската култура и хрватската јавност. На македонско малцинство и денеска ме изненади покрај милите гости што ни дојде од Македонија. Ви благодарам стварно што ни сте овде со нас. Изненада тука меѓу нас е и господинот председател на Македонското културно друштво Македонско сонце од Изнаток, господинот Влашко Дивковски. Како што рековте, нека да наставиме со вакви изложби во 2026 и понатака, да се ширит, да кажеме со прости зборови, ние македонскиот глас и македонштината меѓу сите нас, што сте во светот.